Најава за денешните настани. Рокот за изградба на регионална депонија во Новаци неизвесен. Општината побарала обиколница. Започна 7-то издание на Dream Short Festival во Струга. Технолошки камп за наставници за справување со дезинформации преку образованието. Над 30 мртви во експлозија на бензинска пумпа во Русија. За најавените и за останатите содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес претежно сончево со локална облачност, ветровито и топло време, со максимална температура од 28 степени Целзиусови во текот на ноќта кон среда ќе биде ведро и топло. Утре локално во централна и југоисточна Европа и на север од Балканскиот и Апенинскиот полуостров услови за слаби локални врнежи од дожд. Дожд се очекува и на крајниот север и североисток од Европа, а во останатите делови од стариот континент сончево и топло со температури во пораст. На Балканскиот полуостров во среда претежно сончево со локална облачност и топло време. Локално во централните, северните и североисточните делови услови за слаби локални врнежи од дожд, максималните температури на Балканот од 28 до 34 степени. Во Македонија во среда не очекува претежно сончево време со пораст на дневните температури и со слаб североисточен и северозападен ветар до 15 км на час. Сутринските од 10 до 20, максималните дневни температури во Македонија утре од 27 до 36 степени Целзиусови. Во Охрид во среда сончево и топло време, ќе дува слаб североисточен ветер. Минималната 16, дневната максимална температура 29. Во четврток, петок сончево и потопло време со минимални температури од 17 односно 18 степени и дневни температури од 30 до 31 степени. Во сабота сончево и многу топло време. Утринската температура 19, а максималната дневна 32 степени УВ индексот со вредност 8. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ телевизија. Тече рокот за изградба на регионалната депонија во Новаци, а тече рокот и за формирање на регионално јавно комунално предпријатие. Општина Новаци побара средства од државата за изградба на обиколница за пристап на камионите кои треба да го депонираат сметот до депонијата. Со ребаланс на буџетот се обезбедија средства за изработка на проектот, но се ќе зависи од динамиката на изградба на обиколницата. Неодамна информираше Кирил Пецаков, градоначалникот на општина Охрид. Во меѓувреме, на почетокот на следната година, општините од регионов мора да ја започнат процедурата за формирање регионално јавно комунално предпријатие, кое треба да управува со депонијата и да менаџира со отпадот од регионов. Додека лето во општина Охрид се справуваше со проблемите кои депонијата Буково и ги нанесуваше на регионов, изградбата на регионалната депонија во општина Новаци посе изгледа ќе зависи од изградбата на обиколницата која оваа општина ја побара како коридор по кој ќе се движат камионите кои ќе го носат сметот до депонијата, објасни неодамна Кирил Пецаков, градоначалникот на општина Охрид. Општина Новаци, која што ќе биде како локација за новата депонија, бараше обезбедување на средства за изградба на обиколница околу општината за пристап на оние камиони кои што ќе се движат до самата регионална депонија. Се обезбедија средства за проект
со ребалансот на буџет тој проект ќе биде изработен до крајот на година и се надевам со динамиката која што е, иако искуството за изградба на вака патишта и клучни капитални инфраструктурни објекти не е баш како што треба во изминатите години, меѓутоа се надевам дека сето тоа ќе биде завршено. Во меѓувреме се ситни и рокот во кој општините од регионов го имаат за да започнат процедурата за формирање на регионално јавно комунално предпријатие. Што се однесува до роковите за почеток на изградба на регионалната депонија во мај годинава, Министерката за животна средина и просторно планирање Каја Шукова објасни дека ќе се работи келија по келија. Нема тоа да биде една огромна депонија на неколку хектари. Првата келија се очекува да започне до крајот на 2024, кажа Шукова. Но од Министерството за животна средина и просторно планирање после новиот момент и потребата за изградба на обиколница во Новаци прво немаат информации дали овој рок ќе успее да се испочитува. Отпочнати се процесите и постапките течат. Јас навистина не можам да ви кажам во 2024 што ќе се случи, ама се надевам дека ако со ова темпо се одвиваат работите како што се одвиваат, ќе можеме да видиме веќе и резултати на терен. Неопходно е да се поминат сите процедури за да почнат активностите на терен. И откако ќе се изработи целата документација, тогаш и ќе има активности. Градоначалникот на општина Дебрца вели дека сега топката е кај Министерството, но управувањето со отпадот во регионов е огромен проблем кој мора да се реши, потенцираше Ногачевски. Голем проблем кој што треба да се реши и со оглед на тоа да веќе се отиде на тоа меѓурегионално поврзување, односно изградување на една регионална постројка за два региони. Мислам дека Министерството за животна средина тука треба да ги забрза тие процеси, а ние општините секако треба оние формални одлуки кои што треба да се донесат и на региони и на советите на самите општини треба да го завршиме на време. Во Пелагонискиот и југозападниот регион има нерегулирани диви депонии со голем ризик врз животната средина, па планот предвидува нивно затворање. Новата регионална депонија планирано е да биде со капацитет од приближно 37.522 тони смет на годишно ниво. Предвидено е отпадот да се селектира, а приходите од продажбата да ги користат јавните комунални предпријатија. Трошоците за изградба на регионалната санитарна депонија во Новаци и за набавка на потребна опрема за санитарно депонирање на отпадот се во висина од околу 22 милиони евра, од кои најголемиот дел ќе се употребат за изградба на депонијата, објаснуваат од Министерството за животна средина. Од јавното предпријатие Водовод Охрид велат дека поради две одделни поголеми интервенции на водоводната мрежа, утре 16 август, во периодот од 8 часот, неколку часа без вода ќе бидат корисниците на улиците 7 ноември и улицата Егеска. Ќе бидат изведени планирани интервенции на водоводната мрежа, информираат од предпријатието. А јавното предпријатие Водовод и канализација од Струга ги известува граѓаните дека поради дефект на водоводната мрежа, водата во градот Струга моментално не е за пиење. Работните тимови на предпријатието се на терен и работат на решавање на проблемот. Од предпријатието апелираат до граѓаните да не користат вода до следното известување. Почнува 7-миот поред Dream Short фестивал во Струга. Оваа година под струшкото небо ќе бидат прикажани 35 кратки филмски остварувања од светот. Програмата ќе биде распределена во 4 фестивалски денови со филмови во надпреварувачки ревијални категории, но и специјална програма насловена МК специјал за промоција на македонскиот филм и младите македонски автори. Под мотото неопходна убавина почнува 7-то издание на фестивалот на краток филм Dream Short Фестивал во Струга. Оваа година под струшкото небо ќе бидат прикажани 35 кратки филмски остварувања од светот. Програмата ќе биде распределена во 4 фестивалски денови со филмови во надпреварувачки ревијални категории, но и специјална програма насловена МК Спешал за промоција на македонскиот филм и младите македонски автори. Компетитивниот карактер значи дека избираме најдобар филм во секоја програма. И освен тоа доделуваме, односно публиката доделува награда за најдобриот филм во програмата МК Specials. Фестивалот ќе биде домаќин на работилница за краток филм, како дел од балканската мрежа на фестивали, на кои ќе предаваат врвни светски режисери. Значи годинава многу важен сегмент од програмата е дополнителната програма во која што влегуваат мастер-класовите, односно мастер-клас со иранскиот режисер Али Ашгари, кој што ќе се случи на 16 август во
17:30. Исто така имаме и работилница која што е дел од Балканската филмска мрежа на краток филм која што основавме минатата година. Во соработка со еколошките здруженија, годинава ќе има и ревијална програма на филмови, чија главна тема е екологијата и заштитата на животната средина. Технолошки камп за наставници за справување со дезинформации преку образованието. Кампот ќе се одржи од 16 до 19 август во просториите на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид. Во периодот од 16 до 19 август во просториите на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид ќе се одржи технолошки камп за справување со дезинформации преку образованието. Кампот е наменет за наставници од сите предметни области во основното образование заинтересирани за инкорпорирање на технологијата и вештините за медиумска писменост во нивната наставна практика. Овој камп е организиран од Центарот за иновации и дигитална едукација DigEd од Скопје, Амбасадата на Соединетите Американски држави во Скопје и тимот на Тех Камп на Стейт Департментот на САД. На технолошкиот камп во Охрид ќе учествуваат 40 наставници и 8 ментори од САД, Обединетото кралство, Грузија и Северна Македонија. Кампот се состои од 7 практични работилници со кои се поврзуваат ментори од приватниот сектор, академијата и невладини организации со македонските едукатори. Покрај учество на работилниците, учесниците на кампот ќе работат во мали групи за да развијат практични и иновативни решенија поврзани со најновите трендови и најдобри практики во образованието за медиумска писменост, борба со дезинформациите и лажните вести, како и основите на сајбер-безбедноста. Градоначалникот Пецаков им посака успех на охридските теквондисти кои ќе учествуваат на светското првенство во Казахстан. Градоначалникот денес ги прими членовите на македонската традиционална теквондо федерација Теквондо ИТФ кои ќе учествуваат на светското првенство кој ќе се одржи во Астана, Казахстан од 18 до 26 август. На охридските репрезентативци Зоран Парулески, Христијана Парулиска, Давид Крстески и Елена Јанеска под водство на Маријанчо Лазаревски, градоначалникот Пецаков им посака успешно представување и постигнување добри резултати. На светското првенство учество ќе земат над 1000 надпреварувачи од 90 земји. Македонската традиционална теквондо федерација заминува во Казахстан под покровителство на Агенцијата за млади и спорт и со поддршка на општина Охрид. Мистичните звуци на еден од најрепрезентативните арапски инструменти удот во рацете на водечкиот виртуоз, композитор и добитник на 7 награди Арија, кои ги доделуваат представниците на музичката индустрија во Австралија, Джозеф Тавадрос, вечерва на Охридско лето. Тавадрос ки изведува своја авторска музика. Магичните звуци на Ориентот вечер на програмата на фестивалот Охридско лето со концерт во црквата Света Софија во 21 часот. Публиката ќе ужива во музичките изведи на Джозеф Тавадрос, водечки виртуоз на инструментот уд, композитор и добитник на 7 награди Арија кои ги доделуваат представниците на музичката индустрија во Австралија. Тавадрос е роден во Каиро. Неговата инструментална определба е инструментот уд еден вид арапска лаута, предходник на лаутата и модерната гитара. Виртуоз во вистинска смисла на зборот, не само според неговите технички можности, туку и со неговата разновидност и чувствителност. Тавадрос настапува во концертните сали ширум светот, поместувајќи ги границите на музичката изведба, делејќи ја сцената со бројни изведувачи во интерпретација на иновативна и оригинална музика. Настапува како солист или во дуо со неговиот брат Джеймс на египетски перкусии, како и со неговиот джез квартет, или како солист со камерни и симфониски оркестри. Досега ги има изведувано собствените композиции со австралискиот камерен оркестар, симфонискиот оркестар на BBC, симфонискиот оркестар на Аделаида, националниот оркестар на Украина, камерата Салцбург, а неговиот концерт за ут и симфонискиот оркестар кој го изведе со симфонискиот оркестар од Сиднеј е поместен на издание на ABC Classics во 2019 година. Тој е првиот и единствен австралиски музичар чие дело е изведувано од страна на Академијата за стара музика во Велика Британија. Снимал музика со бројни джез музичари како Џон Аберкромби, Рој Ејрс, Джек Де Джонет, Бела Флек, Майк Стерн, Џој Ди Франческо, Ричард Бона и Кристијан Макбрајд. Во светот на класичната музика се извојуваат неговите соработки со Ричард Тонјети, Вилијам Бартон, браќата Григоријан, Кристијан Линдберг и Андреас Шол.
Негови изведби може да се случат на повеќе филмски и телевизиски остварувања. Оваа година Тавардрос настапи на отварањето на Светскиот економски форум во Давос од страна на Британ Симфонија на Англија. Премиерно ќе биде изведено неговото дело од 3 стадиуми на ретроспектива. Тавадрос е избран да биде еден од 50-те композитори кои ќе напишат фанфар во чест на 50 годишнината на Сиднејската опера. Во 2016 година тој е одликуван со орденот на Австралија за неговиот придонес кон музиката. Во продолжение да ги проследиме вестите од светот. Најмалку 27 лица загинаа во експлозија и пожар на бензинска пумпа во Дагестан на југот на Русија, 66 лица се повредени. Првиот заменик министер за здравство на Русија, Виктор Фисенко, кој пристигна во Дагестан, изјави дека од 66 повредени кои се хоспитализирани, 10 се во тешка состојба. Истражниот комитет на Руската Федерација за Дагестан соопшти дека во селото Новокули, предградие на Махачкала, за време на одржување на автомобил, избувнал пожар во зграда на автосервис, пошто дошло до експлозија, потоа пожарот се проширил на бензинска пумпа. Повредените во експлозијата со специјални авиони на Министерството за вонредни ситуации ќе бидат пренесени во московските болници, а истражниот комитет поведе кривична постапка. Официјални лица изјавија дека неколку згради се оштетени, а неколку луѓе се ранети во голем воздушен напад врз западниот украински регион Лавов и северозападниот регион Волин. 3 лица загинаа, неколку се хоспитализирани во градот Луцот, како беше погодено деловно предпријатие, изјави гувернерот на областа Волин. До јули регионот Лавов, далеко од првите линии на фронтот и се граничи со Москва, членка на НАТО, беше поштеден од повеќе руски воздушни напади, но во јули 7 лица загинаа кога проектил погоди стамбена зграда. Украинските медиуми објавија, според прелиминарните информации, дека нападот денеска бил најголемиот воздушен во регионот Лавов од почетокот на руската инвазија на Украина во февруари 2022. Во рускиот воздушен напад во западниот регион Лавов, според прелиминарните информации, жртви нема, но оштетени се повеќе од 100 стамбени куќи, скршени се 500 прозраци и уништено е детско игралиште. Голем број пожарникари се борат со пожар на југ на Франција, што доведе до евакуација на неколку кампови со многу туристи, јавува германската агенција ДПА. Голем пожар горе во провинцијата Пиринеи Ориентали, изјави вчера вечерта министерот за внатрешни работи Джералд Дарманин. Тој ги повика населението и туристите да бидат крајно внимателни. Распоредена е противпожарна бригада со 13 авиони, 3 хеликоптери и повеќе од 500 пожарникари. Пожарот избувнал во понеделникот попладне меѓу Сан Андреј и познатото крајбрежно ледовалиште Аржеле-Сурмер на Средоземното море, соопштија пожарникарите. Радиостаницата Франс Блу, повикувајќи се на локалните власти, објави дека во пожарот се уништени 300 хектари претежно ниска вегетација, евакуирани се 3 кампи со бројни туристи, а пожарот се заканува на некои стамбени згради и продавници. Спортска сала е подготвена за сместување на евакуираните, а локацијата на пожарот е западно од градот Перпињан, недалеку од границата со Шпанија. Тајфунот Лан денеска го погоди јужниот дел на јапонската префектура Вакајама, а поради силен ветар и дожд наредена е евакуација на 240.000 луѓе, откажани се 900 летови, а десетици илјади домови се без електрична енергија. Во градот Нара, во централна Јапонија, неколку лица се полесно повредени кога биле соборени од силниот ветер. Тајфунот Лан го погоди јужниот дел на префектурата Вакајама, 400 км југозападно од Токио, носејќи обилни дождови во поголемиот дел од централна и западна Јапонија. Властите издадоа предупредување за поплави и лизгање на земјиште и соопштија дека формирале центри за евакуација во 11 префектури. Тајфунот и силниот дожд доведоа и до затворање на одредени патишта и прекинување на десетици железнички линии. Тајфунот Лан доаѓа неколку дена откако тајфунот Канун ја погоди Јапонија. Без електрична енергија тогаш останаа 90.000 домакинства во централна и западна Јапонија. Лан достигна брзина од 150 км на час. Се предвидува да стигне до Јапонското море во среда, а потоа оди на север. Го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!